Добре дојдовте во процес. Распишување на референдум за измени на законот за амнестија за затворениците со собирање на 10.000 подписи. Граѓанската иницијатива за измени на законот успеа во рекордно време да се избори ДИК да распише референдум во вкупно 33 места во државата. Последната амнестија во државата беше пред 16 години. Со мене во студиото е Мери Николова, жената која и постави ултиматум на владата, пошто во рок од 2 дена беше донесена одлука за собирање на подписи. Пред почетокот на разговорот предлагам да ја погледнеме атмосферата пред владата кога владееше еуфорија во моментот кога се дозна дека владата даде зелено светло за собирање на подписи. Николова, добре дојдовте во процес. Добро ве најдов, благодарам на поканата и лично на вас како новинар и на телевизија Нова. Ова е прва успешна граѓанска иницијатива. Зошто закон за амнестија? Од каде потекна целата работа? После 16 години. Јас веќе долго време истражувам на оваа тема и како магистар на науки по детективи и безбедносни науки се соочувам со проблемите на семејствата. Секогаш сум била поборник и сакав да се задржам на оваа тема поради мојата емотивност кон мајката и кон децата. Значи, амнестијата како правен инструмент представува вентил каде што и се овозможува на правдата да биде човечка и покрај слепоста на нашето судство. Земја која јасно се изјаснила за своите аспирации дека се стреми кон Европската Унија. Треба да ги следиме следните примери на земјите членки во Европската Унија, како и нивното спроведување и проблемите со кои што се соочуваат истите. Ние имаме неколку примера каде што во Белгија се донесува закон за амнестија со цел да се смалат трошоците. Истите тие трошоци да допринесе во реформите на правосудниот систем. Истите резултати кои што се стремеа и останатите држави Република Чешка во 2013 година, Република Србија, Црна Гора, Бугарија, која што е донесена 2009 година. Значи, ако се знае дека на 2 јули во Пржино политичките партии се согласија дека извештајот на европскиот експерт Прибе да направат акционен план за реформи во судството, тогаш ова е вистински момент за да се направи правиот чекор и реформирање за донесување на закон за амнестија. Може ли да подсетиме кои се барањата пред да продолжиме? Нашите барања, значи, бидејќи во останатите држави амнестија се дава на 4-5 години, веќе кажавте сами на почетокот, 16 години е долг период. За да не бидеме толку лакоми во нашите барања, да бараме амнестија и 60 и 70%, бидејќи истите лица и овие граѓани го заслужуваат тоа, ние дојдовме до една скромна бројка во проценти од 40% на сите правосилни пресуди од денот без разлика на кое казниво дело се работи. Во нашиот предлог закон станува збор за лица до 6 месеци каде што се ослободени од вината, целосно и лица до година време ослободени 50% од вината. Овде не е опфатен геноцидот и што се однесува до доживотните. Тука имаше некои коментари дека барате премногу. Како е тоа дефинирано? Да, бараме премногу, меѓутоа во нивните казни не е одредена казната со бројка, туку со букви. Во уставот кај нас стои дека кога осуденикот ќе наполни 15 години од издржувањето на казната, поднесува жалба, истата казна да му се пресуда да му се применува во бројки. Значи, се додека не се применува во бројки, вие не можете на зборови да дадете процент, врз основа на што би дале процент, кога процентот се рачуна и се смета во бројка. Собирањето на подписи започна на 30 септември. До каде е работата? Ќе успеете ли да ги соберете сите подписи? 10.000.
Ова во почетокот бевме скептици дека сето ова ќе успее, зашто овој процес требаше да трае до март-април месец. Некако работите толку брзо се одвива, една работа ќе се заврши, друга ќе почне, значи во рок од 15 работни дена ние успеавме да поднесеме барање, да собереме 145 подписи, каде што во законот се бараше 100 подписи за да не се прифати документацијата на двете комисии во собрание да ни дадат одобрување. Доколку собранието не сакаше да ни одобри, во законот пишува дека треба да се посоветува со Уставниот суд. Ние овде испаднавме благодарение на сите пратеници што влегоа да бидат за и да застанат за овој предлог, да ни се даде предност да продолжиме. И следниот чекор беше одговорот од владата. Одговорот во владата уште истиот ден имале седница до ноќните часови, следниот ден веќе во ДИК ни беше одобрено. Значи ние во самата припрема, во законот стои, откако ќе ни се одобри од страната на ДИК за отпочнување на референдумот, имаме 90 дена, од каде што 20 дена се за припрема, значи припрема на терен, припрема на локални медиуми, печатење на материјали. Сето тоа, бидејќи ние немавме таа формулација, не можевме да го сториме сето тоа. Јас како сама личност тргнав сама и место 20 дена во припрема и 90 дена во завршна фаза декември, ние веќе сме готови. Останува уште неколку дена да замолам да не се откажуваат во собирањето на подписи, иако иницијативата е успешна, да се дозволи секогаш да имаме резерва. Значи, каде што ќе патуваме, резерва на пари носиме, резерва на алишта носиме. Исто и во овој случај, ниеден референдум да не се остави 10.000 бројка, резерва од 1.000 да постои во случај кој има матични броеви неисправни и точно име и презиме, грешка на тој што ги подполнувал податоците. Значи, без таа резерва, ние ќе очекуваме страф дали нашите документи ќе бидат одбиени во собрание. Како сте задоволни од канцелариите што ви беа доделени по градовите? Државната изборна комисија, кога се работи за парламентарните избори, таа поставува за да бидат успешни парламентарните избори и да добијат повеќе број на гласови пратеници во 80 општини. Доколку кај нас, например, да спроведеш една граѓанска иницијатива, имате 33 канцеларии. Канцелариите ќе ви ги од своето место каде што треба да го дадете подписот, треба да патувате 30 километри. Значи, многу се отишнати условите каде што треба да се дојде. Прво местата каде што ние градот Скопје е огромен, само на 4 места имаме собирање на подписи. И покрај тешките услови ние покажавме како граѓани дека можеме сложно надвор од сите политичари, од сите политички збиднувања во овој период, дека и граѓаните може да успеат доколку сакат да работат, да го спроведат и да го добијат тоа што заслужува. Само да потенцирам. Во Словенија годишно по 50 граѓански иницијативи успеват во парламентот. Значи, парламентот е сервис на граѓаните, а не граѓаните сервис на парламентот. Кај нас е тоа обратно. Во историјата на Македонија ќе се запамети. Ова е единствена граѓанска иницијатива, без кршен денар од државата, со само финансирање од семејствата на затворениците, дел од нас организаторите, се направи во рекордно време и ова не треба да се заборави. Не само што не треба да се заборави, треба да се учи, зашто оваа диплома не може секој да ја добие. Испробајте го теренот, ќе имате дипломата, до дипломата се доаѓа, значи со многу труд, успехот е неизбежен. Како се чувствувавте во моментот кога дознавте дека владата и достави на ДИК и нареди, нели? Јас искрено да ви кажам, не верував во сето ова. Се виде дека плачевте пред владата. Тоа беа и солзи, радосници и навистина не може да се опише тоа чувство, значи... Верувавте ли дека ќе успее? Не. Ги охрабрував луѓето, меѓутоа подсвесно верував дека во оваа држава не може ништо да се успее, дека сам човек да бара правда не може, меѓутоа ми дадоа сила многу семејствата. Бевме мешан состав, албанци, турци, македонци, покажавме колку ние можеме да се сакаме и убаво да живееме. Единствени. Единствени, со единство и слога и успех,
Политиката треба да ја згасиме. Граѓаните са тие кои што во иднина треба да одлучуваат, нека и бидеме пример и примерна цел како може парламентот да му служи на граѓанинот, а не граѓанинот на парламентот. Затворениците во тој период покажаа непослушност, штрекуваа со глад, се најавуваа протести надвор, блокирање на улици. Имаше ли сето ова рефлексии врз затворениците кога заврши целата работа? Значи, процесот како започнавме, кога најавив дека и тие ми даде одобрување, значи секој не може да ја води ова работа. Значи, јас добив одобрување и бев избрана од страна на осудениците, од страна на семејствата. Кога некој ќе ти даде толкова огромна поддршка... Избрана од кого? Од осудениците и од нивните семејства. Јас имав обиди 2 пати да се откажувам, тие гледаа дека во мене е силата, гледаа дека мојот настап е искрен и значи нивното влијание, јас потпаднав под нивно влијание, на нивните емоции, на нивните деца. Зборувавме за тоа, значи откако се појави протестот, така беше и целата наша замисла на ова мисија, кажано, мисија, граѓанска мисија која што ја водевме, 3 дена да стапат во штрајк. Да ја дадат прво тие да го кренат гласот, па ние да одиме кон собрание и така да се организиравте. Да, се организиравме, значи од собрание, од тоа место сакавме да кажеме стоп на протестот со штрајк, со штрајкот на глад и од тој момент кажуваме ние сме сега овде, ние ќе ги бараме вашите права, ние ќе успееме во она што сме го зацртале. Дали имаше рефлексии врз нив, дали беа казнувани, преместувани и такви работи? Не сакам да обвинувам поедини директори од затвори, да. И тоа многу лошо, преместувани од еден град во друг, преместувани од келија во друга келија, забрана на излез викенд кога треба да излегува и многу други работи. Забрана на лекови, на чистијалишта во затворот Штип сега пред една недела. Односот внатре, после оваа реакција наша, која што направивме, тие тврдат едно, а додека вработените тврдат друго. Но сметам дека таму не само што има незадоволство на осудениците, незадоволството и ке вработените. Кога вие ќе вработите човек и за таква одговорна акција ќе му дадете плата која што ја заслужува и која ќе зголемете бројот на вработени, јас мислам дека може да постои правилна ресоциализација, ќе се подобрат и условите, меѓутоа подобрување во условите во овие моменти неизбежна амнестија, тоа амнестија не 40%, 60%, но очекувам 60% да побара партија, двете најголеми моќни партии, една владеачката ВМРО ДПМН, мислам дека заслужуваат да побарат 60 и едните и другите. И уште подобар предлог закон да дадат, за да докажат дека вистина грешеле во овие 15 години. Контактирате ли вие со затворениците? Ве пуштиле ли во затвор? Во затворот не сум побарала прием, меѓутоа сите информации ги добивам и преку семејствата. Не сакам да откривам некои работи понатаму, како стигнувам до сите предмети, до сите работи кои што се случуваат внатре, тоа е сепак обвинување пред јавноста, би го сочувала овој момент само за себе. Кој стои зад Мери Николова? Стои ли некоја политичка партија? Некоја друга опција? Ова е сериозно прашање и би излажала да кажам дека јас не припаѓам, дека не сум член на на СДСМ, меѓутоа во оваа акција кога тргнав, јас не се консултирав со никој, точно позади мене стојат политичка опција, но не една. Политичка опција од сите политички партии, значи цело членство кое што е осудено, обесправено во поголем број од ВМРО, од ДУИ, од ДПА и од СДСМ. Многу од нив и неопределени луѓе. Да, позади Мери стојат многу политички партии. Дали имаше можеби реакција од вашата партија дека вие веќе Јас воопште не сум имала. Минавте границите, веќе наставивте како личност? Јас досега немам контактирано со партијата. Тоа се покажа дека ме сакат со самото тоа што за многу малку денови не успеавме, ова граѓанска иницијатива, да имавме ние можност работното време од 8:30 до 4:30 да се поместеше до 6 или до 7, да имавме надвор од администрацијата кои што сака да дојдат. Ние можевме да покажеме дека можеме 100.000 потписи да собереме.
Да бевме организирани финансиски, да имавме групи каде што треба да го пренесуват гласот. Ние сега нашиот глас го ширеме преку Facebook, преку разговор, преку средби. Со има чувство дека излеговте од контрола на партијата на која припаѓате. Ке треба, значи, да ги прашате нив. Не знам, ако сум сгрешила, слободно може да ме избркат. Ако ова е работа со добри намери, ако заслужува ваква личност да биде избркана од партијата, тогаш во иднина јас ќе настапам сама. Мене не ми треба партија. За да бидеш човек, не ти треба партија. Треба прво сам да си партија, за да покажеш дека си човек. Кај нас прво влегуваат не луѓе, па стануваат луѓе. Луѓе со пари на оваа држава не и треба. На оваа држава и требаат многу работи да се сменат. Која Мери Николова приватно? Сопруга сте на амбасадорот во Франција, Агрон Буџако. Дали тој реагира на ваквите ваши настапи? Како реагира? Бидејќи тој на свој начин... Сепак е поставен или од владеачката партија, гарнитура? Мислам дека и тој се соочуваше покрај сите овие мои, јас како немирен дух, како бунтовник, скоро 2 години по улиците ги поддржувам сите протести. Може би си има нешто одразено кај него, не сакам да зборувам во негово име. Меѓутоа, и тој е исто голем бунтовник, меѓутоа бунтовник кој што не заслужува да е овде во оваа држава. Повеќе е во сферите на може да ги истегне своите способности во Европа, во надворешта. Инаку што се однесува до оваа акција која што ја водам, тој ме познава како човек дека сум праведна и дека нема да бидам застапник на една политичка партија, дека нема да ги делам луѓето по етничка основа. Со задоволство мислам дека ми дозволи. Прво ја побарав неговата рака. Кога ми беше пружена, јас продолжив, кога сопругот ќе има верба во тебе, вие продолжувате и газете. Мада и тој беше скептик, но сега сите сме збунети што се случува прва граѓанска иницијатива, која што веќе е успешна. Која ви е сатисфакцијата? Финансиска не е. Сатисфакција... Сакате популизам или задоволството е поинакво? Тоа задоволство не може да се опише. Јас Сиви направив без политичка партија. Магистар на науки, 11 години вработена во министерство, голем круг на луѓе. Јас сум богата кога имам голем круг на пријатели. Значи, моето богатство се сведува во луѓето, во личностите. Вие да имате пари, ќе немате лек, ќе немате мир. Јас имам прекрасни деца, задоволна сум што можам месецот да го поминам и во иднина не застанувам овде со оваа иницијатива. Во иднина ќе се борам уште повеќе, но дипломата која што ја стекнав сега ќе ми даде голем предизвик, голема школа како во иднина можам да се организирам, бидејќи ова не е невладина организација. Невладините организации кој знае колку илјадници евра земат. И пак не излегуваат успешни, но јас покажав дека и со пари можеш да си успешен. Без пари? Без пари, да, пардон. На протестите добивте 3 тужби. На што се однесуваат? Кои казни треба да ги плати? И ки ги платите ли? Јас дадов изјава во Слободен печат. Јас ќе лежам во затвор, но казни не плаќам. Прво да објаснам зошто. Во животот немам направено ниту едно кривично дело. И сега, ако вие го кривате гласот и некој сака да ве заплаши, дека вие нарушувате јавен ред и мир, дека вие навредувате полицајци, нашите видеоматеријали не докажуваат дека јас сум сторитело на овие прекршочни пријави. Не носење на лента, ние имавме редари. Меѓутоа, на моите редари, кои што не беше огромна бројка, 10 души, 5 остана во влада, 5 пред собрание, 5, меѓутоа палтото каде ќе се видеа? Значи, јас тврдам дека имавме ленти. Али нивната волја беше да ме скршат финансиски 1710 евра. Јас не ја прифаќам одговорноста и верувам дека со оние докази кои што јас ги поседувам, ова судство навистина ќе биде право судство и ќе пресуди во моја полза. Го тужите Дик сега. Зошто? Дик, да, доставивме барање до Дик, каде што гласовите кога треба да одат на парламентарните избори од осудениците, веднаш се трча ден пред изборите, дури се носат, ако треба и за уши, се тегнат и болни од болници секаде, мора да потпишат. Но овде што се случува? Самиот Дик ви дава одговор, да, тие можат да потпишат,
Меѓутоа, каков е начинот на подпишување? Да подпишуваат на места каде што обичниот граѓанин во слобода оди да подпишува. Како можете вие затвореник од Штип да го донесете во центар? Нели треба да имате повеќе полициски кадар? Треба да имате возила. Сето да е организирано. Сето тоа, вие не можете со 4000 затвореника, ако ги чувате да идат во болница една терапија, да примат по 5 затвореника, па замислете сега му се пружа слобода да подпишува, ќе треба на едно лице по 10 затвореника. Друго ми е поентата. Подобро да ми дадеа одговор не, да го средеа законот за референдум. Со самата моја објава, тие веќе се освестени и 5 пратеника ќе поднесат амандман за да го средат законот за референдум и благодарение на мојата иницијатива, идните граѓани за било каква успешна граѓанска иницијатива ќе имат право да побарат лично во затворите да се собират подписите и да имат поголема подршка. Зошто тие да бидат деградирани, тие не се говеда, тие се исто како нас. Ние бараме ресоциализација да се вратат нормални во фамилиите. Не треба луди да излудат од фамилијата. Ова власт, ова опозиција, овие сите политички партии кои веќе се шират во безброј, ќе погрешат многу доколку ова амнестија после 16 години не дозволи да помине онака како што ние бараме, или самите да покажат доблест, да се надминат себе си и повеќе од мене, да ни дозволат 60% и да ги средат условите. Ние не бараме хотели, ние бараме нормален живот. Не може сега јас да имам поблиско семејство да спие во штала кај што спиеле овците. Или да спиеме ние на земја кај што има влага од тушови. Условите во затворите се познати, мислам, не треба посебно околу тоа да се... Околу тоа, значи сега ќе имаме многу херои, ќе имаме многу луѓе кои што со години демек правеле истражување. Овде херојство нема, овде почнав, го донесов после 15 години из затворот пред ТВ екраните. Се сметате ли заради тоа себе си за личност која остава свој белег во историјата на оваа држава? Ова е најголемиот белег во историјата. Да, се сметам и сум заслужна, не само јас, нека го кажат останатите. Ако грешам во ова, нека ме негират и демантират. Благодарам на разговор. Благодарам и на вас.